Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска заедно со вице-премиерот Фатмир Бетичи и представниците од ТАФ направивме увид во најголемиот капитален проект започнат во Газибаба не само во овие 4 години, туку во последните 22 години. Граѓаните на Јурумлери со децении немаат канализацијска мрежа. Од сега септичките јами за овие граѓани стануваат минато. Ветивме и го државме зборот. Јурумлери доби вакуум канализацијска мрежа. Модел избран поради нивото на подземните води кои го има ова населено место. Тоа е најсовремениот систем на канализацијска мрежа и досега единствен во државата и во регионот. Овој капитален проект се реализира во 3 фази на градба. Првата фаза се изведе со средства на општината и изградивме препумпната станица и примарните мрежа на 3 краци со сервисни улици, изведени се 110 шахти за приклучок на домаќинствата. Втората фаза ја завршивме со средства од Светската банка. Тогаш изградена пречистителна станица, примарната мрежа на кракот 1 со сервисни улици, како и примарна мрежа кон Дунак Мал. Третата фаза е поддржана со средствата од владата преку ТАФ програмата. Во оваа фаза се работи на приклучок за 440 домаќинства и изградба на 3000 метри секундарна мрежа кон домаќинствата за овозможување на приклучок. Со средствата од програмата ТАФ, како и од дополнителните средства на општината, ќе започне и асфалтирање на 4 улици со сервисни краци, онаму каде што ќе биде завршено приклучувањето. Ова е сериозна работа. Не е едноставно. Ова е единствен ваков капитален проект што го работиме. Не застануваме тука во Јурумлери. Имаме обезбедено средства да го комплетираме целиот проект. Имаше натоложени многу денецински проблеми во општина Газибаба, но ние секогаш си стоиме на зборот и со целосна посветеност ги решаваме. Паралелно со Јурумлери работиме изградба на фекална канализација во населените места Трубарево, Гоце Делчев, Смилковци и Срешево, а следуваат Попово и Страшинци. Почитуван вице-премиер Фатмир Бетичи, ви благодарам што денеска сте со нас, како и за поддршката што ја добиваме од владата како никогаш до сега. Голема благодарност и за компанијата ТАФ, сето тоа што дополнително нас не мотивира, со што уште побрзо темпо, заедно да ги решаваме проблемите на граѓаните. Ви благодарам. Доколку имате било какви прашања? Повелете. Да, повелете дека сум тука. Ќе добијат фекална канализација? Значи имаме 440 домаќинства сега, од вкупно изградено 110 шахти. Максимум може на една шахта од овие кои што ги гледате да се приклучат 4 домаќинства. Самата шахта се состои од влажен дел кој што ги собира фекалните канализацијски води во долниот дел, во горниот дел постои посебен проток и дел на монтирање, би рекол, на самиот процес, кој што е интегриран процес како систем, затоа што рековме дека ова е единствен досега ваков пример од западните земји кои што ги има претходно пред 110 години во Данска, Шведска, Австрија, Румунија, Германија, и ова е прв единствен проект кој што го изградивме овде заради специфичноста на подземните води и длабочината на Варда. Благодарам, повелете. Можете ли да ни кажете што пишува во решението на Државната комисија од втор степен во однос на поништената одлука на вашиот градежен инспектор за делоградбата позади поликлиника Ченко? Државната комисија ни рекоа дека решението е донесено на 1 јули, така што претпоставам дека вие веќе го имате. Можете ли да ни кажете кои препораки? Да, вие благодарам. Знам дека го пратевте целиот случај во изградба, би рекол, на дивоградбата. Ние будно исто така како општина и преку градежниот инспектор исто така будно ја следевме работа од лани, од минатата година, вклучувајќи го јануар месец како почеток на таа градба. Ние донесовме решение за безусловно рушење и отстранување на објектот, без разлика дали тоа ќе биде на наша или на сметка на самиот собственик. Чекавме одлуката на второстепенот, бидејќи инвеститорот тоа го вложи. Не враќа назад за да можеме повторно да ги разгледаме сите доказни материјали во смисла дали постоело градба на тој објект, каква градба имало таму,
дали паралелно се запазени роковите од наша страна и роковите, така да постапката како управна постапка е во тек, кај градежниот инспектор моментално на годишен одмор се надевам дека за ден-два ќе дојде и полека ќе го реши мој проблем. И кажам категорично дека без разлика за која дел градба да станува збор, општината онаму каде што нема издадено градежна дозвола, без никаква причина нема потреба да воопшто водиме управната постапка, ќе донесеме конечно решение за отстранување на такви објекти кои што ги имаме. Значи останувате на ставот дека Ставот, тоа е дивоград. Токму така. Се уште реков остануваме без разлика тоа дали ќе биде на наша сметка или на сметка на самиот собственик.